Новиот политички курс во Европската Унија и Соединетите Американски држави, предводен од германецот Мерц и од Трамп, во кој доминира десничарската идеологија, дефинитивно ја менува глобалната сцена, а Македонија за прв пат успеа навреме да се позиционира на страната на победниците. Блиските врски на Мицкоски со администрацијата на Трамп, но и добрите контакти со германските конзервативци можат да ја обезбедат на Македонија подобра позиција на меѓународната сцена, посебно што во рамките на Европската народна партија, која обединува голем број на десничарски ориентирани партии во ЕУ, Македонија може да добие поголема поддршка и во процесот на евроинтеграции. Јакнењето на десницата е се поочигледно во многу од државите на Европската Унија и сега после победата на претседателот Трамп и неговиот тим во Соединетите Американски држави, тој нов почеток, односно нова епизода во идеологијата на Соединетите Американски држави и Европа се пресликува и во резултатите на изборите во Германија. Новоформираната влада во Германија ќе биде предводена од десницата и од партијата ЦДУ, што ќе значи една дополнителна можност за продолбочување на односите со Македонија и со владачката ВМРО-ДПМН. Експертите ги поздравија дипломатските активности на македонската делегација, која во краток временски период 3 пати го посети Вашингтон. Премиерот Мицкоски таму оствари средби со клучни политички актери во американската администрација. Состаноците што се остварија таму, како и настапот на премиерот на еден исклучително значаен политички настан, придонесе за подобрување на атмосферата, односно за запознавање на учесниците на тие настани со Македонија, со нашата идеологија, како и со можностите за продолбочување на билатерален план. Фокусот на владата во овој период на поле дипломатија е што повеќе да се лобира кај стратешките партнери на САД, но и голем дел од земјите членки на Европската Унија за поголема поддршка за македонските евроинтеграции. Експертите очекуваат поголем ветер во грб за премиерот Мицкоски од земјите предводени од десничари.